ни се случи црниот петок. Бевме сведоци на предавство на нашата татковина. Предавство во кое за жал, за голема жал, учествуваа и наши доскорешни браќа и сестри. Тивко е на ножот прочитав таа вечер на Фејсбук. Еден статус. Очигледно со алузија на историската епопеја и паралела со денешните настани. Тивко и пеколно болно беше во моето срце таа вечер. Тивко и мачно беше во нашиот штаб. Тивко мачно, болно, гневно, очајно беше во македонските домови, во македонските градови, во македонските села. Сакам денес овде со вас, пред вас и пред целата македонска јавност, директно да се обратам до оние кои паднаа, кои не останаа на висината на задачата, кои дезертираа, кои не издржаа. Знаете ли што покрај предавството кое го направивте кон татковината која во одгледала, силно не заболе таа вечер? Знаете ли што ги параше нашите срца? Што пиштеше во нашите души? Не заболе и тоа пеколно. Тоа што ве видовме со подсвитка на кичма. Не подвиткана како онаа на Заев, бидејќи тој воопшто нема кичма. Но од црниот петок наваму и вашите кичми се подвиткани. Но не издржаа ни вашите плеки. Не издржаа, иако допред некој ден не убедувавте, се фалевте и ширевте митови дека на вашите плеки се крепи Македонија. Не издржавте, иако знаевте дека огромен дел од вас, специјалното јавно обвинителство ви монтира и пакува случаи во узбашки стил. Попуштивте, иако знаевте дека сите патриоти од 27 април се тотално невини. Колку и вие да се замислувате и само убедувате дека не подклекнавте, дека вие сте биле оние со визија, а ние не ја разбираме политиката, ќе остане фактот дека со вашата крената рака само си ја свиткавте кичмата, а од удирањето во градиве заболеа плеките. Кога гледав како еден по еден кревавте рака за предлогот на Заев, со секое кревање рака нас срцето ни се кинеше. Пеколна болка е тоа. Направивте неприроден, недостоинствен, неавтентичен потек со тоа дигање на рака и така ја урнавте вашата кичма. Затоа веќе колку и да се трудите, нема да можете да чекорите простор, дека нема да можете да погледнете на народот во очи. Ги искршивте нивните срца, ги повредивте нашите срца, ги повредивте нивните души. Ме изневеривте, ја изневеривте ВМРО ДПМНЕ, а најважно од се, ја изневеривте вашата татковина Република Македонија. Ја изневеривте Македонија, која ви ги даде сите животни удобства. Го изневеривте секој член кој макотрпно работел за вие да стекнете слава и успех. Го повредивте македонецот. Зарем не ви е непријатно да ве бранат оние кои до вчера ве напаѓа? Зарем е честно да имате исти говори, исти зборови, напади, како оние од СДСМ? На Бихачка ли ви ги пишуваат говорите? Зарем не ви е срам дури и да прославувате во вечерта кога Македонија и македонецот плачеше, крвареше? Како чекорите кога ве чуваат оние кои до вчера ве апсеа неосновано и нечовечки ве малтретира? Цел живот ќе ме мачи едно прашање. Зошто не издржавте? Малку фалеше. Само малку фалеше да издржите. Да одговорите на задачата, да не ја свиткате кичмата,
Заев беше готов. Вие само за малку му ја продолживте политичката кариера на Заев, на сметка на Македонија. Влеговте во неговиот all-in план, со кој срамно тргува со илјадници македонски души. А да издржевте, ќе одевме на избори и ќе го победевме злото. Ќе го победевме Зоран Заев и групата околу него. Па нели свативте дека беше готов? Дека бегаше од избори како ѓавол од крст? Не дозволувајте пред очи да исчезнува нешто што нашите татковци и мајки, дедовци и баби со крв, пот и солзи го создавале. Ви подавам рака, активирајте се. За модалитетите ќе разговараме, но битно е заеднички да застанеме на браникот. Македонија ве повикува. Ќе го победиме, ќе го поразиме. Доаѓа подобро време и веќе почнува да мириса на победа. Победата е на дофат.